Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Обично последното видео во годината го посветувам на најдобрите книги или најдобрите романи што сум ги прочитал во таа година, а првото видео како ова, кој што го правам, го снимам последниве 2-3 години, мислам, е посветено на некои читачки планови и некои книги што би сакал да ги прочитам оваа година. Значи, мислам дека не сум толку строг во смисла на листи на книги што морам да ги прочитам. Мислам дека сум повеќе спонтано систематичен читател, значи ако ми улета некоја добра препорака или книга што сум сакал да ја читам порано и сега ми дошла при рака, ги оставам читачките планови, едноставно ја читам таа книга, така што не робувам толку на листи на книги. Пред да ги спомнам книгите или некои од книгите што сакам да ги читам оваа година, фала ви за секој лайк и коментар и subscribe тука на YouTube каналот. Знаете дека тоа ми е главна платформа. Фала ви за реакциите и коментарите на Facebook, на Instagram. Знам дека треба да сум малку поактивен на Instagram, можеби. Планирам оваа година да продолжам со слично темпо, колку што ќе ми дозволува времето. Правам отприлика ако ме пратите 2 до 3 видеа месечно. Планирам да се обидам да правам и видео есеи кои бараат многу повеќе едитинг и многу повеќе труд. Ќе се обидам, ќе видиме како ќе оди тоа. Една новина што ја воведов на каналот е опцијата Buy Me a Coffee, тоа е една платформа за спонзорирање финансиско на вакви содржини, и таму ако одите го имате линкот на каналот. Може да ме подпомогнете и финансиски ако ви се допаѓа оваа содржина. За сега имам таа опција Buy Me a Coffee, или за мене би било Buy Me a Book. Мислам дека тоа е добра опција затоа што и јас тоа го правам некогаш кога ќе најдам содржина на YouTube каде што знам дека некој вложил многу труд да го направи тоа и потребно е време и сакам да го испочитувам тој труд затоа што добивам некаква содржина која што мене ми значи, ми е важна. Доволно за тоа, еве некои од насловите што планирам да ги читам оваа година. Како што напишав, се пошегував на Facebook, епски почеток на годината. Затоа што годината ја почнувам со овој славен еп Аенеида од Вергилиј. Едно од клучните дела во историјата на западната култура, цивилизација. Нема да зборувам тука многу затоа што планираме едно опширно видео за контекстот, содржината, историјата, важноста од овој еп. Напишам кусо пред крајот на, пред нашата ера, може да го наречеме римска Библија. Зошто? Затоа што Аенеј, главниот јунак, наспроти Одисеј, например, кај Хомер, е тројанец, тројански јунак кој што после падот на Троја, заминува со неговата флота и заминуваат на крај низ многу пат премрежја и долго патешествие и доживување да заврши во Италија и еден од предците на римјаните и така натаму. Значи, едно од клучните дела. Ќе кажам многу повеќе за ова дело понатаму, меѓутоа не останувам само на едно класично дело оваа година. Планирам да ја прочитам оваа книга Преобразби од Овидиј Насон. Значи, ова е исто така на латинско дело, напишано е во истиот период, мислам дека во 8-та година го завршува од нашата ера Овидиј ова дело Преобразби, и меѓутоа ова не е баш еп во смисла на Илијада, Одисеја, Аенеида, тука е повеќе се многу митови, приказни за боговите, нивни преобразби, собрани во една книга, и тоа не е компилација, сепак мислам дека си има. Не сум ја читал до сега Преобразби, го има убаво издание од 3, постаро издание, значи ако ги исчитам Аенеида, веќе Аенеида ќе ја завршам уште малку, и Преобразби оваа година од класични, клучни дела, се зборувам во западната култура, ќе бидам многу среќен. Можеби ќе снимам нешто и за за Преобразби од Овидиј Насон. Значи, почнувам епски, силно. Сега, знаете дека полека паралелно со останатото читање си читам македонски романи, македонски, класици, да речеме, или важни романи, за да на крај си направам една моја листа на мои омилени и најдобри македонски романи. Годинава нема да прочитам само 2 романи македонски, меѓутоа двата со кои што ќе продолжам таа потрага се Храпешко од Ермис Лафазановски. Значи, ова е едниот роман кој што ќе го читам сега наскоро,
и кој што го има и во ново издание, мислам дека Антолог го реиздаде во ново издание, значи ова е на Магор, постаро издание, и ќе го читам кратката пролет на Моно Самоников од Димитар Солев. Ова е од Димитар Солев, имам видео за Зора за Даголот на каналот, може да го дзирнете. Ова е друг негов роман, исто така познат. Ова е во поново издание на Арс Ламина со интересна корица. Значи, од македонските романи, првите што ќе ги читам оваа година се Храпешко и Димитар Солев. Сега, паралелно со македонските романи, ќе се обидам во наредниве 2-3 години да ги прочитам најдобрите sci-fi или романи и книги од научна фантастика. Не премногу, меѓутоа најдоброто. Се изнагледав еден куп видеа, топ листи за кои се култни дела и така натаму. И мислам дека овие 3 книги влагаат во тие најдобри романи од научната фантастика. Овој роман 2 пати почнував, 2 пати го оставав, меѓутоа оваа година планирам да го истерам, The Dispossessed од Урсула Ле Гвин. Култна писателка во научна фантастика, најпознат можеби е The Left Hand of Darkness или Левата рака на темнината. Меѓутоа според многу луѓе кои што се разбираат во научна фантастика, овој е уште подобар и веројатно нејзино најдобро дело. Иако Урсула Ле Гвин е најмногу позната по научна фантастика, меѓутоа има и одлични книги фантазија за Earthsea, значи за земјоморието. Не знам зашто никој не ја превел до сега Урсула Ле Гвин на македонски, тоа ми е мистерија. Значи, дефинитивно The Dispossessed ќе го читам. Друг роман кој што ми се наоѓаше на таа листа кај многу луѓе, The Canticle for Leibowitz. Ова е научна фантастика со повеќе на кај филозофски, религиозни теми, значи исто така ова се смета за класик во научната фантастика. Планирам од Walter M. Miller Jr. Планирам да го прочитам и ова дело, многу фалено. И од научна фантастика Филип К. Дик Јубик. Филип Дик е легенда на научната фантастика. Една од најпознатите негови книги, позната Дали андроидите сонуваат електрични овци, е познат тој роман, има многу други, затоа што според тој роман е снимен и Blade Runner, познатиот филм, па после имаше и ремейк, двата се добри. Ова е еден од роман што се појавуваше на таа листа и го имав и како препорака повеќе пати, Јубик од Филип К. Дик. Ако успеам овие 3 книги од научна фантастика да ги прочитам оваа година, ќе бидам пресреќен. Можеби ќе ми тргне и ќе прочитам и некои други. Сега, од некои книги што ми се наоѓаат дома, Годините од Ани Ерно. Според многу луѓе нејзина најдобра книга, мемуарска, автофикција, сеќавање нејзини. Ова е во издание на Илика, лани излезе и планирам да ја читам оваа книга. Мислам дека нема да ми одземе многу време. Од нешто што е тази излезено сега, што планирам да го читам, е Градинарот и смртта од Георги Господинов. За Солниште во времето не сум ја прочитал уште. Мислам дека се друго имам прочитано од него. Мислам дека Физика на тагата му е мислев, можеби се уште мислам дека е роман што нема да го надмине, меѓутоа некои велат дека и За Солниште во времето и Градинарот и смртта се можеби подобри романи од Физика на тагата, иако мислам дека ова е нешто поразлично од тој роман. Ова е во издание на Или е многу ново издание и на Господинов и на македонски. Исто така од македонски автор, нешто што излезе неодамна и што ќе го почнам да го читам деновиве, е романот Ќе помине и моќта од Ирена Јурчева. Имам големи очекувања, имам добар филинг, осет за чувство за романов. Мислам дека ќе ми се допадне. Најде да видиме што напишала Ирена, дека поголем е романот, меѓутоа наскоро почнувам да го читам. И последната книга што би ја спомнал во ова видео, да не ве преоптоварам со многу книги, е оваа книга што ја купив неодамна, така замашна, поголема книга, а тоа е The Warmth of Other Suns, The Epic Story of America's Great Migration, или Топлината од други сонца, епската сторија за големата миграција во Америка. И всушност ова е книга за, ова е наративна не фикција, со авторката има разговарано со
најмалку 1000 луѓе и нивните сведоштва и животни приказни. И тука се зборува за големата миграција на афроамериканците од југот во северниот дел од Америка, и тоа некаде меѓу 1915 и 1917 година, и како тие всушност ја обликуваат цела Америка. Ова треба да е одлична книга и од историски, и од наративен и естетски аспект. Така што ова беа неколку наслови кои што сакав да ги споделам со вас. Некои од книгите што планирам да ги читам оваа година, има и други, меѓутоа не сакав да преоптоварам оваа листа и ова видео. Се надевам дека нешто ви инспирираше од овие книги. Пишете ми во коментар што планирате вие да читате, или дали имате некаков личен предизвик или потфат, проект, иако проект не е вистински избор, што сакате да го остварите оваа година во однос на читањето. Толку за ова видео. Чувајте се, читајте добри книги и се гледаме наскоро. Чао!